Игор Джамбазов самиот по себе репер за тоа како се преживува на оваа сцена и што све може човек да поднесе. Кој повеќе Джамбаз ти се допаѓа? Овој што беше претходно или овој што е Види кога се пребаци од драмски, он стално имаше некој чувство дека сум насилник, дека ќе се степам. Не дека не сум го правил тоа, дека немало тепачки. Стално ми викаше: "Слушај командац, кај мене нема многу зборење. Ја так. Викам, што ти е бе тоа? А вика, ја пепелјарата ја зимам и вака данг у фаца. И не ми беше, јас сум викам, Игор, како бе така, зашто мислиш дека ја нешто би ти направил? Не, јас сум чул, тоа, значи кога се упознававме. После тоа станавме комши, нема таков лик као Джамбазов. Нема толку човек што сака да помогне на некого, нема човек што сака толку да подели со луѓето. Значи нема човек што е позлоупотребуван од него, а пак ќе ти кажам, мене ми бил репер. Има некоја особена ситуација во делот на злоупотребуван? Една чудна ситуација, он е у некое бегство, седиме у Неготино, крајот на светот, малте не имаш чувство дека си, пари си има за една паштета и за четврт лепче од прилика, седиме и му се јавува еден човек од Скопје и му вика, мораме да се видиме. И овој вика, брате, ова е нешто, вика, што ќе ми извади најверојатно во овој момент од блат. Доаѓа човекот и му вика, знаеш што те барам, вика, за оваа песна што сме ја правеле, може ли да ми подпишеш авторски права? И овој бараше спас од нешто, излез од некоја ситуација, овој дојде за своји потреби да му подпише Джамбаз, никој не можеше да го најде, овој успеа да го најде и само за да го искористи, да го злоупотреби малте не тоа што се познава со него, да му дојде у ситуација у која што овој не сака да види никого, за да му подпише авторски права за некоја песна. Ладно го направи тоа. Тогаш ми кажа, вика, видиш, Тонче, вика, со овој човек сме биле многу добри, вика, ама он си ги гледа своите работи, јас сум сега заборавен. Тогаш некако мислам дека се почувствувал некако злоупотребен, си ја дозна вистината уствари за какви се луѓето, дека само у најголемата негова мака не му пружи рака да излезе од таа ситуација, него си гледаше своите лични потреби. Он најмногу се повредил себе си, па некои блиски луѓе околу него, потоа можеби некои таму маргиналци или такви работи. А тоа не верувам дека се случува. Или мислам дека најголемата штета кон себе си оној прв круг на луѓе као родители, сестра, жена, такви работи тие. Иначе на другите им бил само од корист и никогаш не искористил нешто, не злоупотребил никога, а него да, мислам дека и премногу. И ќе се појави некој новокомпониран кој ќе каже не може он мене да ми биде репер за успех. Како не може да ти биде успеал да се извади од сите премрежија, бе? Успеал да излезе од најтемните улички на својот живот, од најподрумските простори, паднал па се извлекол надвор и станал синоним препознавање за нешто у државата као, нели, кариера за мултиталентираност и ти ќе кажеш дека он не може да ти биде репер. Па мислам како да ти објаснам. Не постои совршен човек без некакви тоа нас мани. не укажува дека кога репер не се политичари, а не некој што поминал не сето тоа. Тука приказната више завршена, тука нема више што да зборуваме, тоа е